Американски конгресмени барат детали за сегашното преиспитување на политиката на Белата куќа спрема Русија поради интензивирањето на насилствата во Источна Украина. Ако администрацијата ја преиспитува нашата политика спрема Русија, Конгресот мора да биде информиран со целиот процес, изјавија за Радио Слободна Европа извори во Сенатскиот комитет за надворешни работи. Предходно, представник на американската администрација за нашето радио изјави дека бил покренат сеопфатен преглед на политиката спрема Русија по нејзините дестабилизирачки контрапродуктивни акции во минатата година, посебно во Украина. Весникот Нью Йорк Таймс пишува дека имало подготвено неколку предлог стратегии со цел конфронтирање со политиките на рускиот председател Владимир Путин, а во исто време зачувување на соработката за прашања како Иран и антитероризмот. Пред известно време, Bloomberg View јави дека Советот за национална безбедност го завршил процесот на преиспитување на политиката спрема Москва за нејзината улога во конфликтот во Украина. Нью Йорк Таймс деновиве објави дека Вашингтон ја разгледувал и можноста за снабдување на Украина со одбрамбено оружје за да се спречат сепаратистите да освојуваат нови територии. Ние постојано ги преиспитуваме нашите политики спрема Украина за да се осигуриме дека тие одговараат на нашите цели. Нашиот фокус останува врз обезбедување решение преку дипломатски средства и секогаш испитуваме и други опции кои ќе помогнат за да се создаде простор за решавање на кризата преку преговори, изјави портпаролот на Стейт департментот Джен Псаки. Во меѓувреме, заменик генералниот секретар на Обединетите нации Јан Елиасон изјави дека украинскиот конфликт ги влоши односите меѓу Русија и Западот до точка кога повторно се крена духот на студената војна. Во своето обраќање во Комитетот за надворешни односи на Европскиот парламент изрази надеж дека недостигот на доверба меѓу главните светски сили нема да се одрази врз преговорите со Иран за неговата нуклеарна програма или врз напорите за ставање крај на војната во Сирија. Според него, ангажирањето на Обединетите нации во Украина не било доволно силно. Украина ги покажа ограничувањата кои ги имаат Обединетите нации кога во Советот за безбедност не може да се постигне согласно за заедничка акција, рече тој. Вчера Amnesty International соопшти дека има собрано грозоморни докази за убиства на цивили, што во изминативе денови биле извршени и од проруските сепаратисти и од украинските сили во Источна Украина. Оваа организација ги обвини и двете страни за кршење на меѓународното хуманитарно право со напади врз Донецк, кој е под контрола на проруските сепаратисти, и врз Дебалцеве, град што го држат украинските владени сили. Досега во конфликтот, што почна во април лани, според Обединетите нации, загинале над 5100 луѓе.